Последните случувања се само последна фаза од ескалацијата и влошувањето на билатералните односи кои ги имаме со Бугарија, а коренот на тоа веројатно треба да го бараме и во прифаќањето на договорот. Значи, од оној момент кога ние прифативме целосно бугарски терк за билатералниот договор за добрососедство кој во тоа време никој не ни го бараше, во нивни очи едноставно се поместија границите за очекувања што се можат да добијат од овој процес. Во меѓувреме, со оглед на тоа дека имаат и повеќе избори, чести, најрадикалните политички структури ја имаат земено оваа агенда во своји раце. За нив веќе промената на уставот во Македонија не е ни прашање кое треба да се поставува, едноставно треба да го исполниме, да се јавиме, дали пред, дали после избори, во нивни очи целосно небитно, за да ни ги достават реалните барања и очекувања кои тие ги имаат и кои ќе произлезат во однос на што треба да се исполни од Македонија во следната фаза во поглед на бугарската заедница. Премногу грешки и пропусти се направени од наша страна со нереагирање на такви провокации во минатото. Конечно мислам дека охрабрува фактот што председателот Пендаровски се одважил да побара мерки. Мислам дека треба да го поддржиме во тој поглед. Треба да се даде јасно до знаење дека има граница преку која не сме подготвени да поминуваме и во однос на заканите или немањето ни минимална култура во однос на Македонија од страна на бугарски политичари треба да повлечеме јасна линија. И тука не треба да ги гледаме нашите внатрешни несогласувања, има мал милион прашања заради кои имаме разлики со Пендаровски, но во однос на ова прашање треба да има мерки и треба да се стави јасно до знаење дека имаме граница која не треба да се преминува. Да, секако не треба да имаме никакви дилеми околу тоа, значи нема да застанат со уставни измени, впрочем не би ни барале уставни измени доколку немаат други задни намери, барем во следните чекори, и мислам дека јасно ни имаат дадено до знаење дека нема да видиме ни П од преговори за пристапување кон Европската Унија, доколку не ги исполнуваме тие нивни очекувања. Не би било никакво изненадување во следна фаза да излезат со бројки и ставот од бугарска страна да видете, сега ги внесовте во уставот, ние имаме 100 или 120 илјади македонски граѓани кои поседуваат бугарски патни исправи, дајте сега да видиме колку се застапени во полиција, во јавна администрација, во државни компании и зависно од тоа да си ја имате следната транша за испорачување во поглед на тоа дали имате некакви очекувања некогаш да влезете во Европската Унија. Тука мислам дека клучот е кај нас, ние во оваа фаза треба јасно и недвосмислено да упатиме пораки кои ќе значат дека сегашните политичари се поинтелигентни од оние кои пред кратко време ни ветуваат дека веднаш ќе стрчаме во ЕУ само што ќе го завршиме договорот со Бугарија и тие ќе не поддржат. Премногу искуства имавме во овој временски период за да сватиме дека работите не одат така и дека со креирање на нереални очекувања нема да одиме побрзо кон Европската Унија.